Малкуцка разговора да го пренасочиме кон другиот гостин. Вие сте корисник нели на овие работи. Кажете ми, која сте вие, како користите тие работи, карот кој ви од тоа? Па нема некој бенефит, јас сум студент, меѓутоа користам нормален компјутер, меѓутоа никој до сега нема, значи не сакале претходно да јас кога дојдов таму не знаев ни маус да држам. Значи воопшто никој нема ни време да ти посвети толку внимание како што може тони да ти објаснат. Дури сега ми е нормално, некои ситуации ми се нормални, па како е сега ова? Па, значи, дури и да сака не може да ти го објасни моментот како што може тие да ти го направат, многу е нормално. Значи, дури и за лицата со посебни потреби, ние што имаат интелектуал, дури имаат, јас секогаш велам како овие луѓе имаат толкова трпение, дури и јас кога ќе седнам некогаш до нив, па добре, јас не би го направила, иако имам, да речеме, некој одреден хендикеп. Значи, интересно е тоа што нели трпението, мислам дека тоа е пресудно за целата организација, трпението да е на високо ниво и толерантност. Секој е различен во одреден момент, значи не може да одредите колку има и каков хендикеп. Сакате да кажете дека всушност да некој од лицата кои што ги користите вие потреби по известно време, после ќе може да се превалти на обичен, на стандарден носите статура? Да, јас колку што знам дека никогаш освен тие лепливи копчиња, никогаш не сум користела некоја посебна адаптација на компјутерот. Па дури ми олеснува, ми го леснува тоа некој посебен пристап и кога ќе дојдам до некој нормален условен човек, па добро, како ти го преш да јас да си го направам, полесно е. Значи, многу е полесно да стигнам вака, него да стиснам две копчиња, па не знам да стиснам shift и така. На почеток, значи кога дојдовте, предпоставам таму, сега видовте дека не не знам, не маус да држам, беше страх. Искрено, мислам. Кажете ми, значи, маус, тастатура, сите тие работи ви беа прилично нови. Сега ме интересира, кој беа всади желбата или самата потреба да користите компјутер ви донесе таму? Прво беше потреба, затоа што некој друг не може да ти ги прави работите што можеш ти да си ги направиш, а многу подоцна се јави желба. Значи, кога ќе видите што може да ви се случи, подоцна се јави желба. Значи, желбата со потребата измешано ве донесува тој. Многу повеќе сакам да знам што има внатре. Така, интересно. Кажете ми, работите и ви, помагате ви, значи самите корисници на вако, дали тие помагаат на другите или вие сте строго за вашиот дел? Лично за мене, ама ако некој ми побара, нема да речам не, иако сметам дека се малку себични, па не кажуваат. Јас ова не го знам, јас си кажувам, јас ова не го знам. Да, значи сепак има луѓе кои што така се несуваат, но тоа претпоставам дека воопшто не е никаков проблем, нели? Секогаш може да се најде помош или од вработените или од вас таму. Кажете ми сега, пак ќе ве прашам вас, ќе се вратам на вас. Во поглед на мониторите, значи стандардни монитори нема некој посебен додаток во однос на боите, бидејќи нели рековте има некои светливи на бој? Тоа е во зависност од самиот корисник. Значи доколку има потреба од адаптација во однос на контрастот, се прилагодува според него и тоа се го користи само на неговиот работен простор. Имаме две канцелари во кои што се спроведува директната работа и во двете имаме по еден компјутер кој што има екран на допир, кој што најчесто го користиме со тачскрин, така, тачскрин, кој што го користиме со особено дечињата кои што ни доаѓаат, кои што се на помала возраст, значи или на училишна возраст, кои што прв пат се среќаваат со компјутерот, не може да го користат гувчето за особено во делот на некои игри, бидејќи најчесто така започнуваме, им постои можност да го користат и другиот е стандарден екран. Така. Да, и јас мислам дека во секој момент ќе играм игри. Зашто сум дојдена овде да играм игри или? Така, значи се обидуваме корисниците работата на компјутер да ја планираме според потребите на корисниците. Значи, доколку имаме и возрастни лица со интелектуална попреченост, без разлика што некои претпоставуваат дека они не можат ништо да работат на компјутер,
се обидуваме сите активности да ги направиме според возраст, без разлика на попречината, значи во кој степен. Имаме ние корисници кои што се користат Facebook, значи кои што комуницираат преку имейл, Skype, секако Skype-от не е една активност која што постојано правиме. Значи пишуваат текстови. Не се на случајни работи дека на само играње игри и толку. Предпоставам дека игрите ви се како еден тип на условна мамка, за да ги помалите барем, помалите секако бидејќи многу често доаѓаат деца кои што не се описменати, не ги познаваат буквите и не можете со нив да работите нешто кое што бара нели активност на тастатурата или пишување букви. Па игрите ни се еден дел кај што можеме да ги насочиме и за користење на тастатурата и за привлекување на вниманието. Така да се обидеме барем половина до 1 час да го задржиме нивното внимание, а сите игри се во насока на едукација, значи не користиме игри кои што се само колку да помине времето, туку и да се во некоја насока на постигнување да научат нешто. Да некој. А кога ќе дојдат кај вас, имаат ли например час, прв, втор, трет час или едноставно доаѓаат по нивна желба си одат, зависи од слободното време? Секој си има свој термин на доаѓање. Во моментов сите корисници доаѓаат поеднаш неделно. Во зависност од нашите можности, во зависност на бројката на корисници, значи некогаш доаѓаат поеднаш, некогаш по 2 пати. Секој си има свој термин на доаѓање и времето на активноста ни е отприлика од половина час до час, некогаш и час и половина, доколку имаме потреба од тоа. А што се однесува во врска со надпревари? Дали се организирате така некои помали турнирчиња? Сега не можам да кажам турнирчиња, тоа едноставно некој тип на надпревар за покажување на способностите внатре како активност за самите играчи, за самите корисници. Да, некогаш кога забележуваме, бидејќи работата не е индивидуално или во пар, кога на некој корисник има потреба од надпреварување, компетитивен. Да, тогаш вклучуваме работа во пар. Секој си работи на посебен компјутер, задаваме некоја активност која што не е заедничка и нели во насока на постигнување на одредена цел или стекнување на некое знаење и тој им е еден дел на надпревар кој од нив побрзо ќе заврши активноста. И тоа им е доволно за да се потигне мотивација, да се стимулираат. Минатата година двајца од нашите корисници учествува и на една изложба на компјутерски цртежи, беше организирана од страна на Алгоритам центар. Така да сето она што ќе ни дојде како можно за да се вклучиме, се вклучува. Значи тоа останува на нивна желба, доколку сакаат. Ако сакаат, тогаш секако се вклучуваме. Така да најчесто во тој вид ни се активностите од надпреварувачки карактер. Да. Што се однесува за институциите во државата, колку тие ви излегуваат вас во пресред на вашите барање и слично? Па поддршка да, секако имаме. И во моментот сме во фаза на еден голем проект кој што го имаме, еднаков пристап за еднакви можности, кој што во првата фаза упфати едно национално истражување, единствено од типот ние што го имавме, особено се однесуваше на употребата на употреба на асистивна технологија во редовните училишта и особено во овој дел на, бидејќи често се промовира и е доста интересно делот на инклузија на ученици со посебни образовни потреби. Значи, прашалникот беше наменет за потребата од асистивна технологија, но исто така се обидовме да добиеме податоци за делот на колку имаат вклучени ученици, какво е познавањето, значи од ваков тип. И сега за овој дел од активност не беше потребна поддршка од Министерството за образование. Чисти како, овој проект го спроведуваме заедно со УСАИД во Македонија, што е тука без проблем ја добивме поддршката на самата пресконференција дојде министерот за образование. Утре ќе биде и извештајот од овој истражување, ќе се промовира официјално, повторно ќе дојде министерот да го поддржи, така да во вид на поддршка постојано имаме, да. И соработка.